и денеска присуствувам на овој свечан собир, одбележување на февруарскиот поход, кој претходниот говорник го кажа, зошто дошол како дошол. Движењето на февруарскиот поход е Источна Македонија и Централна Македонија. Централна Македонија беше таа првата бригада, дојде во овој терен на Азот, така наречен Азот, све измеѓу Прилеп и Велес, и тука да се развие, у Централна Македонија се развие, да се обнови оноа што беше 42 година. 42 година тој предел на Македонија беше разбиен бугарскиот окупатор. Целата администрација, целата просвета што беше поставена, сите избега за тоа што тука делуваше партизанскиот одред. И целта на овој февруарски поход е тоа да се оживее тој период и да се настави борбата за конечно ослободување на Македонија и оноа што била главна цел да се дојде до стварање на сопствена држава, да македонскиот народ доживее прв пат после Крушевска република, да стане вечита република и така натаму, и да се бориме сите на тоа да останеме све на македонското тло, да живееме и да работиме заедно и да живееме у демократски систем и да напредуваме, да бидеме дел на Европа, и ние сме дел на Европа, него да бидеме званично дел на Европа. Раката да продолжиме сите, да продолжат младите. Ние што сме биле борци, сме створиле држава, сме основале држава, а останува на младите да они настават да чуват државата и да работат во напредок во сите полиња што се од животот, од секидневни и така натаму. Тоа е пораката наша. Значи, да се чува тоа што е стекнато и да се настават традициите од народно-ослободителната и антифашистичка војна. Денеска се одбележува 74 од значајниот февруарски партизански марш или Богомилски некој го нарекува. Затоа што февруарскиот марш по конституирањето на партизанските единици на Кожув планина формирани се 3 оперативни групи со цел да се раздвижи востанието во Македонија. Едната група оди према Источна Македонија, другата група оди према Велешко, Азот, се до Порече, а втората Македонска народно-ослободителна бригада оди Тиквешко, Демир Капија и во нашиве простори Маријовско. Прилеп, градот Керој, секоја година го одбележува овој најзначајниот настан за народно-ослободителната борба, за борба против робството и за формирање на своја собствена македонска држава. Зошто е значајен настанот? Најзначајен е затоа што во 43-та година масовно се формираат баталјони и партизански одреди, повеќе борци влегуваат во народно-ослободителното движење и на крај разбирливо се формираат бригади, дивизии и на крајот имаме 100.000 војска 44-та година македонска. Февруарскиот поход покажа една издржливост, голема патриотизот кај сите млади патриоти, партизани кои не жалеа свој млад живот и кои го положија многу во тој февруарски поход во невреме на студ, мраз, гладни и боси. Денес Македонија и Прилеп одбележуваат 74 години од една од значајните тактичко-оперативна борбена акција на партизанските одреди и бригади на партизанското движење, почнувајќи од крајот на 43-та година од декември, завршувајќи со крајот на февруари, така наречениот февруарски поход, кој што значи омасовување и поттикнување на населението, зашто по-големо внесување, односно што помасовно ангажирање и преземање на активности за влез во партизанските одреди. Партизанскиот марш значи поделба на првата и втората Македонско народно-ослободителна ударна бригада во 3 правци, со тоа што да навлезат во западниот, централниот и во источниот дел на Македонија, да влезат во голем број од селата, да изведат поголем број на акции и да го поттикнат населението на што помасовно ангажирање и вклучување во истите. Тоа има
несомнено голем успех. Од тој момент партизанското движење е омасовено, за да веќе во почетокот на 44-та година почнуваат акциите кои што значат веќе победа и успеси на партизаните врз фашистичките сили. Повеќе од 200 планинари од целата наша држава Македонија, Прилеп, Битола, Велес, Скопје, Неготино, Кавадарци, Кичево, Демир Хисар и други учествуваа на маршот кој е со вкупна должина негде околу 18 километри комплетно. Патеката не беше многу тешка. Важно е да сите овие, посебно младите генерации, се запознаат со традициите од народно-ослободителната борба, односно да ги посветиме на Богомилската епопеја, каде што нашите предци, повеќе од нив ги дадоа своите животи за денешната слобода на Македонија. Организацијата денес покажа како треба да се грижи за татковината, како треба да се создават услови за младите да знаат што понатаму треба да прават како во општеството, така и во својата професија. Се договоривме со председателот за вгодина, кој ќе биде јубилар на 75 години, да биде малку позначања. Локалната самоуправа и општина Прилеп ќе дадат максимално поддршка и финансиски услови за да се одржи таа церемонија што треба да биде како јубилеј 75 години од одржувањето на овој февруарски поход. Јас уште еднаш сакам да ги поздравам сите учесници на денешниот поход, марш, сите љубители на спортот, сите љубители на планинарењето, сите планински организации, планинарски организации кои што се денес присутни и оддаваат впечаток дека знаат што треба да се прави во општеството и знаат како треба да се поттикнат младите. И го охрабрувам уште еднаш сите заедно да го прославиме овој ден и сакам да му посакам пријатен ден на денешната церемонија.